Дали сончањето е безбедно и како на најдобар можен начин да ја заштитиме нашата кожа од силното сонце? Во ова издание на прв план зборуваме уште и за тоа кои се најчесто изолираните вируси ова лето во лабораториите кај нас. Вирусите не се појава која е типична само за студениот зимски период. Тие се појавуваат и на лето. Речиси секогаш во топлите денови многу пати се јавуваат вирусни инфекции проследени со диареја. Потоа, актуелни се и настинките, особено поради постојаните температурни промени кои се случуваат при движење од прекумерна топлина надвор кон пониска температура во климатизирани простории. Поради влагата од потта или неправилното сушење после туширање или пливање во море или базен, може да се појават и габечни инфекции. Посебно пак периодов треба да се внимава на изгорениците од сонце. Една од најчестите непријатни појави во летниот период е така наречениот надворешен отитис или пливачко уво. Ова е инфекција на надворешниот слушен канал. Причина е таложењето на вода во увото по пливањето. Многу присутни периодов се и уринарните инфекции за кои има повеќе причинители, меѓу кои долготрајното носење мокра облека. Зголемената фреквенција и движење на луѓе во летниот период, годишните одмори и патувања драстично започна да ги зголемуваат бројките на новозаболени со актуелниот ковид сој, а се уште е присутен и пертусисот. Од бактериските инфекции, честа за време на летото е салмонелата. Таа е една од водечките причини за болести предизвикани од храна со симптоми како диареја, треска и стомачни грчеви. Исто така, бактеријата легионела е една од најчестите кои се јавуваат на лето, посебно бидејќи таа е присутна во водените извори со температура која се движи помеѓу 35 до 46 целзиусови степени. Предизвикува легионерска болест, што е инфекција на белодробието. За да се избегнат поголемиот дел од наведените причинители на одредени заболувања, неопходно е да се одржува редовна хигиена, често и темелно миење на рацете, дезинфекција на површините каде се подготвува и обработува храната, носење на заштитни маски во ризични зони, како и при посета на здравствени установи и така натаму. Нудиме уште еден интересен гостин и разговор во прв план денеска. На мој особено задоволство и секако чест со нас е една прекрасна господја, професор доктор Снежана Ивич-Колевска, специјалист микробиолог, раководител на дијагностичка микробиолошка лабораторија и молекуларна дијагностика во првата општа болница Ремедика. Доктор Снежана, се надам дека адекватно ве представив, ништо не погрешив. Ништо не погрешивте. Добар ден до вас и до вашите ценети гледачи и големо задоволство е мое што сум дел од оваа емисија. Летото е период кој јас го нагласувам постојано, интересно е за многумина, меѓутоа посебно и за вас во вашата делатност. Дали ова лето нешто посебно одскокнува во дијагностиката кај вас во лабораторијата во Ремедика, која морам да кажам дека е една од најдобро опремените во нашата држава. Дали нешто одскокнува во однос на вирусите кои се појавуваат, бактериолошката слика каква или имате вообичаено лето? Како што рековте, значи Ремедика е една општа болница, каде што имаме сите одели и почнувајќи од хирургија, ми сме препознатливи како гинеколошка болница, како гинеколошка институција, каде што нудиме адекватни гинеколошки услуги. Меѓутоа, не смемо да занемариме ни други сектори од болница, каде имаме и интернистички грани, сите јако добро развиени, па и дијагностички лаборатории, како микробиолошка, sa молекуларном дијагностиком, исто така и биохемиска. Еден од веома ценети одели кај нас, морам да истакнам, е за нашите најмали пациенти, педиатрија, со која прекрасно соработуваме, и наравно тука се и одели кои користат најмногу наши услуги микробиолошки, се и ОРЛ, хирургија, така да тие се одели малку наши по-сериозни употребувачи на нашите анализи. Лето е период од година каде прво со големо задоволство сите очекуваме да се одмориме, да се релаксираме, да се припремиме за есенски обрски, деца од школа, и родителите со своите обрски. Меѓутоа, исто така, секое лето, значи, е и голем предизвик за нас како населението од
многу голем број на бактерии, нешто помалку вирус. Се извинувам, тоа е затоа што е зачестена фреквенцијата. На лето имаме луѓе што одат на одмор во други држави, но и ни доаѓаат. Затоа прашав дали се соочувате што нешто што отскокнува, што ни се носи, што носиме кога се враќаме од одморите. Така. Знаете како, лето е период кога повеќе постојат поволни услови за развој на бактерии. Значи, бактерии од сите, апсолутно сите системи во организмот, значи кога гледаме еден ljudski организам, преводиме на респираторни систем, како медицинари знаеме тоа да кажеме, каде имаме материјалите за работа од нос, грло, очи, уши, потоа одиме на долните респираторни патишта, перодробие и понатаму, значи гастроинтестиналниот тракт како еден интересен и никако не смеме да занемаримо гинеколошки, генито-уринарни систем. Да, има истина во тоа, ради фреквенцијата, ради патувањето, ради сите тие условите што ни носи само лето, посета на базени, посета на мориња, значи фреквенција е на аеродромима огромна, заиста причина зошто имаме доста присутни и вируси. Меѓутоа, пак да се вратиме, бактерии се тие кои царуваат во летниот период, а вируси во зим. Од корона па навамо малку ситуација се измести, не ради тоа што вируси и бактерии порано не постојале како такве, бидејќи, значи сега со корона па навамо поголем акценат се става на микробиологија, на диагностика, на сите тие современи анализи кои за свела среќа и ние имаме во нашата лабораторија и се гордееме ради тоа, пошто пратиме корак со светот, се управо таа причина зошто имаме повеќе информации за присуство на некои вируси и бактерии сега. Короната ја споменавте, јас ке кажам дека можеби малку ја подзаборавивме, меѓутоа сега имаме нов модифициран сој кој е присутен меѓу нас и како што разбрав се работи и на заштита од наесен. Повторно се подготвуваме за имунизација или не? Така е, да, добро сте информирани, значи. Све е тоа окей. Значи да, постои, значи корона е присутна цело време меѓу нас. Само повеќе по некои периоди имаме поголем број на присутни позитивни пациенти, значи кажем позитивни, што не значи дека тие пациенти се и болни. Меѓутоа, ево, податок за наша држава, во прва недела од јули месец имавме 15 позитивни случаи во цела наша држава. Втора недела во јули имаме 30 пациенти позитивни, а во трета недела 61%. Значи, од прва до трета недела имаме дупло зголемување на позитивни пациенти од SARS-CoV-2 COVID. Се работи за нова подваријанта на омикрон вирус, се вика FLIRT, и дава симптоми кои се, да кажем, блага клиничка слика, меѓутоа сепак треба да бидеме резервирани. Дали се работи за ослабен вирус или, што секако како микробиолог мислам дека се работи за ово. Второ е популацијата, значи прокушена со основен, да така кажем, вирус, значи со правиот омикрон, со таа, да кажеме, прва варијанта на вирус SARS-CoV-2 во овој период. Кога сме веќе кај короната, ќе зборуваме наскоро и за имунизацијата, меѓутоа морам тука едно подпрашање, вака ќе ве прекинам на средина од разговорот. Зошто некои луѓе и во оние први варијанти кои што ги имавме уште од Делта, сојот, па потоа дојде и омикронот, да не ги сега редиме сите кои што се појавија, зошто некои луѓе имаа многу полесна клиничка слика, дел од нив и асимптоматски ја поминуваа короната, а некои завршија на вистина со многу тешки, да кажам, начини на лекување. За жал, дел од нив, од тие пациенти се загубија, додека имунизацијата се уште беше на ниско ниво. Зошто некои ја поминува асимптоматски, некои со многу силни симптоми, некои со средна клиничка слика? Имаме ли објаснување за тоа? Да, секако. Секако. Самиот вирус, значи, нема исти афинитет кон сите пациенти. Односно,
исто тоа важи и обратно. Сите пациенти немаат исти афинитет кон вирусот. Многу зависи од самиот имунитет, значи од, да кажеме, одбранбени механизам на самите пациенти. Поради тие причини, некој може само да биде носител на вирус, па потенцираме цело време на позитиван, а не и заболена особа, и други кои имат јако тешка клиничка слика. Вообичаено е сега во наше суседство, значи Грција, Србија, имаме нова подваријанта на флирт вирус, каде е симптоматолошки полесна форма со благо покачена температура, општа слабост, малаксалост, како една обична настинка. Има порадични случаеви кои се на хоспитализација, меѓутоа тоа е јако мал број и се работи за пациенти со хронични заболувања, со постари луѓе преку 65 години, со хронични болни и некои други имунокомпрометирани состојби. Така да тоа не е меродавно дека е овај подваријанта, значи пострашна или послаба, меѓутоа секако самото нација, самото население е прокужено со претходните варијанти на вирусот, така да е самата прилагодливост на организмот. Знаете, кога се влегува една страна честица, односно во овој случај имаме вирус во организмот, тој се појавува, организмот го доживува како страно тело. И сите наши честички кај нас, што се клетки во организмот, се борат против тоа страно тело и стварат така наречени антитела. Од 2020 година до сега имамо многу различни варијанти, подваријанти и така натака, кои беа внесени во нашиот организм како страно тело и постојат едни клетки кои памтат, значи претходно внесени страни тела во овој нашиот приказни при SARS-CoV, како наречени коронавирус, и секако сега се потсетуваат на претходното внесени страни Добро е тела таа меморија во за нашиот организмот. имунитет, ова веќе радува, Секако, дека нема да имаме многу потешки варијанти, бидејќи допрва доаѓа есента, се затвараме во своите домови, ќе започне училишната година, така да ова е некако храбрувачки во односно на што допрва следува во зимскиот период. Кога го споменавме летниот период, рековте дека е некако расадник повеќе за бактериите отколку за вирусите. Тоа значи дека треба да бидеме особено внимателни со храната. Салмонелата е, предпоставувам, број 1 присутна периодов. Секако храна е еден од главните резервоари и добра подлога за развој на бактериите. Затоа што како на нас ни треба храна да би живееле, да би обстојували, така и на бактериите е потребна храна. Таа храна и сите тие сушноста што им треба за живење наоѓаат во храна, посебно во месо и друга храна од животинско потекло, јај. Така, да, салмонела е една од причините, значи бидејќи е присутна, значи во месо, јаја, и се работи за бактерија која е секоја година имаме, таа постои меѓу нас, апсолутно е, само е важно да се превенира да не дојде до незина инфекција, односно колонизација со самата салмонела. Пошто и покрај салмонелата, не е салмонела едина бактерија која се пренесува преку храна. Имаме тука и стафилокок, каде со своји токсини кои се силни, значи може да предизвикуваат такви интоксикации на организмот, да имаме една тешка, драматична клиничка слика, па колку е салмонела и ево стафилокок, имаме и други бактерии кои се пренесуваат со храна, како гастроинтестинални тракт, кампилобактер, значи кој многу тешко се диагностицира, бидејќи проаѓа така брзо клиничка слика, и други бактерии, Clostridium botulinum, кој има јако силен токсин, знаеме како се тоа пренесува, па и Vibrio parahemolyticus е исто така во морска храна ја има. Сите овие бактерии што ги набројав се предизвикувачи на инфекција за гастроинтестиналниот тракт. Легионела, микоплазма, хламидија се бактерии кои напаѓаат респираторни систем. И тоа најчесто долните респираторни патишта, значи
belo drobje. Da, sekako legionela, znači ima mnogo počesto vo letните периоди, jer to je бидејќи се работи за бактерија која има во влажна средина, значи во средина, во клима уреди, цевки, во бањи, базени. Така, затоа е многу важно да се превенира можност за инфекција со легионелите. Што се однесува до пертусисот, колку е присутен тој, веќе ги спомнавме инфекциите на горно-респираторниот систем, станува збор за нешто што беше искоренето со редовната имунизација, меѓутоа со незиниот пад, сега веќе се враќа на, да кажам, и голема врата, имаше еден аларм на мини епидемија, колку е тоа стишано или се уште е актуелно? За жал, дозволивме да во 21. век имаме бордетела пертусис. Мислим, тоа е нешто што е како бомба на наша неодговорност кон себе си, кон своите деца. Тоа што се случи со бордетела е последица на, како да кажем, да не е последица на невакцинирање на најмалите, за жал. А кога имаме вакцина, а не ја искористуваме, Така да, не постојат некои посебни нуспојави кои што се посебно за оваа вакцина врзани, за разлика од она што може да го направи пертусисот, посебно на малите деца. За жал имавме во соседна Србија голем број на случаи кои завршија фатално и се подигна и таму алармот, кај нас некако полесно помина тоа. Од личните примери што ги слушав во околината, клиничката слика не била нималку едноставна. Меѓутоа, засега кај нас бројката, што би се рекло, сите останавме на број. Да, само бих јас истакла дека на крај на школска година беше малку по-алармантна состојба на децата, значи тоа е во некаде крај прва половина на јуни месец. Најсвежи информации за пертусис, значи позитивни пациенти, прва половина, односно последна седмица во јуни месец имавме 40 пациенти позитивни, втора некаде 30, така да последната, односно трета недела во јули месец та бројка знатно пада. Значи некаде 26. Зборам да ниво на целата држава. Така да тоа не се некои алармантни бројки, меѓутоа сепак треба да се размислува. Вие на почетокот дозволивме од нешто што е искоренето веќе да ни се врати повторно, да. Така, уринарните инфекции би ги еве за крај на овој денешен наш разговор, толку е веќе и времето, би ги споменала бидејќи некако се чини дека и тие се во благ пораст во летниот период. Тие имаат своји карактеристични специфични симптоми, меѓутоа претпоставам дека во вашата лабораторија се неизоставен дел ова лето. Така, да. Сама природа на летот, што имаме многу базени, мора, самата фреквенција, односно сама осцилација на температури, дневни, ноќни, полесно облекување и апсолутно поднесување с големи број на уринарните инфекции и најчести причинители на уринарни инфекции се наши стални бактерии кои се и нормални становници во поедини ткани, значи Ешерихија коли, ентерококи, така да заиста повеќе треба да работиме на превенција неголи на терапија на едни заболувања. Ако нешто можеме да спречиме, зашто би го дозволили да уопште имаме, ако може да превенираме. Значи хигиената е број 1 за да ги испревенираме сите овие работи. Уште неколку совети од стручно лице, професор доктор микробиолог специјалист Снежана Ивичколевска е со нас тука. За крај на овој разговор, ако може само еве чисто насоки како да превенираме кога патуваме на аеродром, претпоставам да држиме одредена далечина, што кога сме во нашата сопствена средина, се возиме со автобус, сме во банка, значи некои совети околу освен миењето раце, хигиена за луѓето да го испревенираат сето ова што до сега го зборевме. Секој од овие работи што ги почнавме и збориме има своја типична превентивна мерка. Така да е малку глобално кога збориме за превентивни мерки, едно која е и битна кога патуваме во другата држава, да се распрашаме дали се пие вода од таа држава каде што одиме, бидејќи знаеме дека вода е извор колку и храна за голем број на инфекции, посебно во летните месеци. И обавезно, ако веќе мораме да јадеме надвор, да тоа биде во проверени ресторани или со брза храна, проверени кафулиња. За одморот да не стане лошо искуство.
Да, да не за стане одморот лошо да не стане време. лошо искуство. Така, Ви да. благодарам, рековте и самата дека начнавме многу теми и сите мои гости ги испраќам со тоа дека се надевам повторно ќе се видиме, па се надевам дека случајот таков ќе биде и со вас. На големо задоволство, благодарам уште еднаш на поканата и имате убав. Ви посака нашата професор доктор Снежана Ивич-Колевска од Ремедика убав ден, истото ќе ви го посакам јас да останете понатаму во прв план со нови интересни теми и соговорници. Сончевата светлина предизвикува благотворни ефекти за менталното здравје, повеќе од било кој друг природен фактор. Истражувањата покажуваат дека количината на хормонот серотонин во мозокот е поврзана со количината на сончеви зраци. Токму серотонинот е одговорен за доброто расположение, концентрацијата и смиреноста. Изложувањето на сончевите зраци спречува појава на депресија и го намалува стресот. Сонцето е извор на животот, но мораме да бидеме свесни дека иако многу му се радуваме, неконтролираното и често изложување на сончеви зраци може да биде многу опасно. За влијанието на сончањето врз нашиот организам постојат бројни недоумици, но и заблуди. Јасно е дека сонцето е неопходно за синтеза на D-витаминот, кој допринесува за развој и здравје на коските и забите, правилната работа на срцето, мускулите и нервниот систем. Кај поголемиот дел на луѓе, краткотрајната изложеност на сонце овозможува производство на доволна количина на витамин D, затоа и нема потреба од прекумерно изложување на сонце и ризикување од изгореници. Долгото и неконтролирано сончање може да има многу штетни последици по здравјето, како забрзано старење на кожата, предуслов за развивање на одредени карциноми, катаракта и други болести на очите, слабење на имунитетот и зголемен ризик од инфекции. Посебно чувствителна е детската кожа, која е потенка од онаа на возрастните, а со тоа и послаб незиниот заштитен механизам. Децата никако не смеат да бидат изложени на сонце додека не наполнат 1 година, а додека оние на возраст од 1 до 3 години не би требало да бидат директно изложени на сонце во периодот од 10 до 17 часот за време на летниот период. Нашата кожа ја памети секоја минута која сме ја поминале на сонце, а UV-зрачењето има така наречен кумулативен ефект, па така претераното изложување на сонце на млада возраст може значително да се одрази во подоцнежниот живот. Треба да се напомене дека незаштитената кожа може да изгори по само 15 на минути поминати на сонце, но многу е важно освен кожата да се заштитат и очите со соодветни очила со UVA и UVB заштита. Кај нас во просек UV-зрачењето е над нормалата 7 месеци годишно од април до октомври. UV-индексот расте, а својот максимум го достигнува во јули и август, кога вредностите варираат од 9 до 11. Неопходно е да се заштитиме кога UV-индексот ќе го помине бројот 5. Она што пред малку го видовме беше куса најава за нашиот денешен соговорник во овој дел во прв план. Доктор Весна Пљакоска, специјалист по дерматовенерологија и естетска медицина од Ачибадем Систина, е нашиот прв соговорник денеска и се надевам на многу интересни прашања и пред се актуелни, бидејќи се уште трае летниот период кога треба да внимаваме на сончевите зраци, но и зрачењето. Зрачење, тука сме некаде, нели? Да, добро го поврзавте. Добар ден. Добар ден, ви благодарам на поканата и чест и задоволство ми е што сум денеска ваш гост во емисијата и што ќе зборуваме на една навистина актуелна тема. Може би честопати зборувана, но има зошто е тоа така. Вреди секогаш да се подсетиме, така. затоа што не е нималку наивно она што може да се направи како штета од сонцето и до каква лоша, да кажам, дијагностика и фаза може да стигне. Затоа првото прашање ќе биде, доктор Весна, колку е безбедно сончањето? Налето зборувам, нели? Така, Налето за овој период. Убаво и кратко е прашањето навистина поставено, колку е безбедно. Безбедно е доколку навистина умееме како паметно да се сончаме, би кажале. А во која насока? Значи, изложувањето на првите сончеви зраци, кога е пролетниот период, може би е едно од најчувствителните периоди, затоа што нашето тело се уште не е подготвено, бидејќи нели во зимскиот период сме покриени и практично немаме добивање на оној потемнувачки тен и немаме природна биозаштита, да кажеме, на организмот, иако нашето тело си има одредена биозаштита која што е фактор 2-4, но можеби покасно ќе споменеме нели за заштитните фактори. Значи нашето тело си има некој заштитен фактор од 2-4 кој што умее да се заштити на природен начин
во зимски период, кога сме заштитени и покриени, како почнува да се зголемува денот и како почнува позицијата на сонцето, велиме, нели, да се поставува на ултравиолетовите зраци, да се поставува под прав агол, тие многу полесно продираат до земјината површина, односно многу полесно продираат низ атмосферата и едноставно кога ќе допрат до земјата, ние сме изложени на тие зраци многу во поотворените денови под прав агол и тоа зрачење е многу поинтензивно. И нашата кожа е практично чувствителна. Доколку во зимскиот период сме заштитени, нели, кога ќе почне дневното изложување, и ако тоа е нагло, наеднаш, неподготвени, може да настанат изгореници. И најчесто се случуваат првите изгореници или алергии при чувствителност на сонце се во почетните месеци, а тоа е крај на март и почетокот на април. Така да тука би требало, нели, уште стартно да бидеме внимателни, додека во летниот период, кога е најактуелно излегувањето на сонце, кога сме највесели да излеземе надвор и да бидеме изложени на сончевите зраци, да кажеме уште повнимателни треба да бидеме во однос на тоа. Сега вие многу добро го зачнавте ова, јас ќе се надоврзам со второто прашање, всушност тоа е полупрашање, полуконстатација. Бидејќи летото трае во 3 месеци, опфаќајќи го и септември, по ова што вие сега пред малку го споменавме, значи дека мајското сонце е многу поопасно од септемвриското, иако станува збор за пролетен период. Не, значи само на лето сончањето проблем. Така е. Значи сонцето е исто, но продирањето на УВ зраците, повторно ќе кажам, низ атмосферата заради поставеноста на сонцето е различна. А неподготвеноста, би кажала, на телото, на организмот на сончеви зраци е она кое што не прави да сме почувствителни на изгореници, во однос на тоа што веќе кога ќе го поминеме тој летен период, доколку внимателно се однесуваме, доколку нашава кожа се адаптира соодветно, во тој случај во септември ние веќе рачунаме дека сме, нели, побезбедни, така е, затоа што таа заштита е поголема, припремени сме практично. Значи телото било адаптирано во текот на претходните месеци и затоа септември месец е помалку опасен, помалку изгореници би можел да направи на телото. Што вклучува адаптацијата на кожата? Дали тоа е одредена суплементација која треба да се внесува орално или само заштитните креми кои ги мачкаме? Па вака, значи адаптација или изложување на сонце би требало да оди, велиме, постепено. Доколку ако сега зборуваме веќе за летните периоди, мада и пролетното сонце, нели, како спомнавме, на почетокот би требало заштитните креми да ги ставаме секогаш. Значи тоа е задолжително, со тоа што адаптацијата на SPF факторот треба да биде соодветен во одреден временски период или зависно од тоа колку сме облечени. Доколку во зимски период сме заштитени, нели, со облека, практично имаме физичка заштита од УВ зраците, во тој случај би ги нанесувале кремите само на фотоекспонираните делови, односно на лице, на врат, на раце. А во летниот период треба сите оние одголени делови од телото да бидат заштитени и со заштитен фактор доколку не сме облечени. Но со таа разлика што, нели, кога ќе сме на плажа и кога ќе сме отворени практично, разголени, а заштитната крема мора да ја ставаме на целото тело. Како го одредуваме факторот на заштита крема? Може да им појасниме на гледачите што значи 39, 50 плюс? Да, тоа е секогаш, вака да кажеме, прашање поставено што да одлучиме, кој фактор да го нанесеме, нели? И дали значи дека само со едно нанесување до 2 до денот ние сме веќе безбедни со 50 ако се сончаме на плаж? Не. Значи, заштитниот фактор практично го одредува факторот, односно силината на кремата, на во колкав степен би можела да го заштити организмот од УВ зраците, затоа што УВ зраците се оние кои што, нели, прават оштетување на кожата. Практично не го споменавме тоа, меѓутоа мислам дека е добро познато, нели, дека УВ зраци ги имаме 3 типа на УВ зраци, УВА, УВБ и УВЦ зраци. Ќе го споменам, па ќе се надоврзам со SPF факторот, затоа што едно со друго е, нели, исклучително важно. УВЦ зраците се оние кои што се најкратките, најјаките, најсилните зраци, меѓутоа тие за среќа не допираат до земјината топка. УВБ и УВА зраците се оние кои што ја пробиваат озонската обливка и допираат до земјата.
УВБ зраците се оние кои што се одговорни да направат фотооштетување, односно изгореници од сонце. И УВА се пак оние кои што и во зимскиот период навлегуваат, значи многу лесно пенетрираат во кожата. Тие се најдолгите зраци кои што ги пушта сонцето. И, значи, тие се присутни во зимскиот период и заштитата УВА зраците се оние кои што прават фотостарење всушност на кожата. Зашто? Затоа што тие делуваат на оштетување на колагенот и на еластинот, односно влегуваат подлабоко во кожата и настанува нарушување на интегритетот, на составот, на структурата на кожата, па од тука имаме и одговорни сме велиме за фотостарењето на кожата. А УВБ зраците се оние кои што се предизвикувачи на црвенило, односно на изгореници. Така да, кога ќе зборуваме за SPF, SPF практично е факторот кој што не штити од сончевите зраци. Нас целта не е да се заштитиме да не изгориме на сонце, тоа е суштината, така? Доколку сакаме да нанесеме фактор, во тој случај адаптацијата ја правиме според типот на кожата, значи повеќе фактори имаат влијание како би одлучиле. Меѓутоа, кај фототип 1, она што е бела велиме кожа со светли очи, задолжително би требало да се нанесува фактор со ПСК, затоа што сметаме дека на тој начин продирањето на УВБ зраците е значително намалено, значи интензитетот на нивното навлегување, пенетрирање во кожата е блокирано. Не може да ја на некој оштети, начин. да значи. Не може да ја оштети, не може да направи црвенило, не може да предизвика изгореница, а тоа е вклучено и она што сакаме да го постигнеме. Како го велиме дека природната заштита на кожата, која што имаме од 2 до 4, е она која што не штити многу благо. Значи, кога УВ индексот е низок, односно кога сме во таа безбедна зона. Меѓутоа, како УВ индексот се зголемува, УВ радиацијата, значи се исто така се потенцира, во тој случај SPF факторот би требало да биде поголем. Повторно ќе кажем, ПСК сметаме дека заштитува 98% од зраците да навлезат во кожата. Така да тоа е некоја добра бројка која што би требало да избереме, меѓутоа на секои 2 часа би требало да оди повторување. Тоа сега го потенциравме, да секој 2 донече се намачкаме со 50, да излеземе на сонце и дека денот е безбеден додека да се вратиме во домот. Така, ако нанесеме 15 е минимум заштитен фактор, кој што веќе ставени во речиси во сите креми кои што се за нега, меѓутоа тоа е оној минимален заштитен фактор и тоа единствено може да помогне кај луѓето кои што имаат исклучително темен тен. Кај ние сме сепак нација нели со посветол тен, така да ПСК заштитен фактор. Значи покрај нанесувањето на дневна крема, доколку се движите на овие жешки летни температури, дури во градски услови, не мора да се морски или некои што се летни одмори поврзани, мораме да имаме и заштитен фактор со исклучително висока бројка. Со висока бројка 50 би било во ред, значи не секогаш, знаете, многу често се поврзува нанесувањето на факторот со времето на изложување на сонце. Така. Повеќе би кажале дека повторно дека тој прави блокирање на зраците да не навлезат и да не ја оштетат, да не ја поцрвенат кожата. Но ако сакаме да израчунаме колку е тоа време, колку би било безбедно, постои еден начин, една формула, значи тоа е дозата, велиме, на зрачењето, на ионизираното зрачење, кое што може да предизвика црвенило со нанесена крема, поделено со она доза на радиација кога кожата ќе поцрвене без да имаме нанесено крема. Например, доколку вие излезете на сонце без заштитна крема и за 10 минути за црвените, во тој случај, ако ставите заштитен фактор 10, тоа време траење ќе се продолжи на 100 минути. Ова е интересна 10 формула, 10, да треба да се забележи, да. Треба да се забележи, но и сега прашањето е дали доколку ставам 50 заштитен фактор, тоа ќе го поместам на 500 минути. Велиме дека е апроксимативно, значи една груба, да кажеме, формула која што отприлика го појаснува начинот дека сепак SPF факторот игра улога во тоа да не заштити
во безбедното изложување на сонце, без да се предизвикаат изгореници, но сепак велиме дека на секои 2 часа би било многу побезбедно, затоа што е важно и колкав е слојот на кремата која што ќе ја нанесеме и е важно на кое место се наоѓаме. Доколку сме на пример во вода, рефлексијата на сонцето знаеме дека исто така голема, така да двојно ја добиваме таа доза на UV зраците. Доколку сме на песок, исто така за 15% е зголемено рефлектирањето на сончевите зраци, а доколку сме на планина, тоа е интересно, тој факт дека и до 50% е потенцирано. А многу ми намисла дека таму сме по ценка и безбедни. Не. Превенцијата од УВБ зрачењето, а во насока на тоа е нашето внимателно однесување на сонце, да немаме да не дозволиме да добиеме изгореници, затоа што изгореницата е таа која што би можела да следи со тек на време со појава на канцер, и истовремено превентивните прегледи за кои што нели исто така секогаш зборуваме, особено во месецот мај, кога е со право да кажам нагласен како месец за превенција на карцином од кожа, како светски месец за превенција на ракот на кожен карцином, така. Значи целта ни е да но не само во тој месец, во текот на целата година, значи да пристапиме барем еднаш во годината, секој од нас треба да направи превентивен дермоскопски преглед. Значи да се јави на дерматолог и со специјалната камера, односно со дермоскопот, ги прегледуваме сите промени на кожата, при што може да одредиме дали постои некоја потенцијално ризична или ризична промена. Така е, ова еден јавен апел да се подигне свеста дека еден ден во годината треба да се искористи за преглед, иако можеби вие немате нешто што е видливо, да бидете сигурни дека сте во добра состојба за да превенирате со време. Нешто него потешко е нешто да го лечиме кога можеме веќе да го превенираме. Така. Во финишот на разговорот, бидејќи сега веќе живееме во време каде што естетските корекции се, да кажам, доста присутни, застапени, чести. Што треба да знаат оние кои сакаат да направат нешто што е поврзано со естетска корекција, а поврзано со нивната кожа, кога во прашање летниот период? Што е дозволено, што треба да го изоставиме или да почека во некој, да кажам, есенски, зимски денови, бидејќи вие, како што кажав, сте и специјалист на таа тема, естетска медицина. Така, јас вообичаено ви кажала дека летниот период навистина не е соодветно време во кое што би требало да направиме некакви естетски корекции или естетски третмани. Особено, јас најмногу работам во нашиот центар во Аџибадем Систина, најмногу работиме во естетска дерматологија со ласери. И ласерската технологија таа која што секогаш препорачуваме да биде направена во поладните месеци, значи не се препорачуваат ласерските третмани во летниот период, затоа што тие го потенцираат црвенилото и воспалителната компонента на лицето, а со тоа имаме можност од типот на дополнително постинфламаторна хиперпигментација, односно добивање на флеки при изложување на сонце, така да од тој тип на третмани се дефинитивно поместени, да кажам, за во поладниот период. Меѓутоа и сите оние други третмани, како што се хемиски пилинзи, повторно не се препорачуваат во овој период. Прашањето е дали ботоксот, другите типови на мезотерапија, филерите кои што се навистина актуелни, во принцип тие би можело да се прават во овој период и евентуално и најдобро би било третмани од типот на се она кое што може да доведе до подобро хидрирање на кожата. Кое е неопходно во овие топли денови? Апсолутно. Имаме уште многу теми. Веќе во неформалниот разговор пред снимањето на оваа емисија закажавме повторно видување, меѓутоа тоа ќе биде некаде на почетокот од есента, а на нашите гледачи соодветно на социјалните мрежи ќе им го најавиме вашето гостување за една уште интересна тема за која треба да се подигне свеста и воедно да направиме една мала мини едукација. За сега ова гостување го завршуваме тука. Доволно се надевам со барем оние кои ќе ги фатат последните сончеви летни зраци да ги поминат поблагопријатно со вашите корисни совети. Ви благодарам на поканата, ми беше чест и задоволство и се надевам дека нашите гледачи ќе умеат да ги применат сите корисни совети и да се однесуваат навистина внимателно на сонце, со што би превенирале
потенцијални проблеми. Така е, за летото да биде уживање. Така е. Ги слушнавте конкретните совети, се надевам дека ќе ги примените барем до крајот на истото. Добар ден, денеска ќе правиме вежби за раце, следува циклус од неколико серии. Следите не внимателно. Ви благодарам што бевте активни и денеска со нас. Останете во добра форма до следното видување. Слушнавме корисни совети како да ја заштитиме нашата кожа од сончање. Добивме насоки како да превенираме да не се заразиме со некој од постоечките вируси или бактерии во летниот период. Ја видовме Горана како малку не раздвижи и сега на крај рецепт за брз оброк салата. Оброк салатите реков дека ќе ги сфорсираме во овој летен период кога сакаме што помалку да го загреваме просторот и да поминуваме време покрај телата кои рефлектираат топлина како што е шпоретот. За денеска едноставно, кратко, брзо и јасно. Варени макарони во било која форма, што посебно тоа подобри, кај мене денеска во рецептот се спирали. Имаме и кисели крставички. Тие одат единствено во комбинација во овој рецепт, не свежи. И сецкана туна. Од прелив користиме веги или посен мајонез, малку лимон и една лажица сенф. Веднаш одиме кон приготвување. На почетокот ги рендаме крставичките и тоа е се што треба да направиме пред да ги измешаме сите состојки и веднаш потоа да ја ставиме оброк салатата на ладење. Откако ги изрендавме киселите крставички, сега пристапуваме на соединување на сите состојки потребни за денешниот рецепт. Едноставно, само одберете малку поголем сад во кој ќе ги мешате сите состојки. Кај мене денеска попрактично е во овој сад да го направиме и преливот за оваа салата за да добие кремаста структура. Тоа ќе го направам откако ќе искористам неколку супени лажици на веге или посен мајонез и една супена лажица сенф. Искористивме од прилика 6 супени лажици мајонез, сега и една супена лажица сенф и ќе го промешаме така наречениот прелив. Салатата и овој пат не ја солиме, бидејќи киселите крставички и туната имаат одредено количество на сол во себе,
Тестенината не е сварена во солена вода и тоа е сосема доволно за овој рецепт да биде вистински добро избалансиран. Само накратко ќе ги промешаме овие две состојки кои треба да дадат кремаста структура и потоа редоследно ги внесуваме крставичките, кои претходно рековме дека ги изрендавме. Сецканата туна, и на крајот ги додаваме сварените макарони. Од прилика за овие состојки ни се потребни 200 грама сварени макарони. Тоа е некаде половина кеса од оние кои се продаваат во маркетите. Она што е многу важно е да макароните бидат оладени. Добивме една прекрасна кремаста структура, сега само накратко да се олади сето ова и потоа истото ќе го сервираме. Ни беа потребни некаде околу 15 на минути за да се олади ова што денеска го направивме како избор на рецепт, го сервираме во чинија за послужување, во овој случај ние имаме адекватна овдека чиниичка за салата и кога имаме нешто што е поврзано со риба, секогаш добре дојдене или како декорација, а е бога ми и зачин, лимонот. Брзо, едноставно, вкусно и пред се економично. Се надевам дека ќе го подготвите овој рецепт и ќе ги споделите во некое идно време впечатоците со нас. Благодарам за вниманието, се гледаме повторно за 7 дена.